Во денешниот дневник на ТВ ќе гледате: Еден ден во репродуктивниот центар за европски елен на Галичица. Собственикот на плацот кај Самилова тврдина за каде граѓани обвинуваат дека повторно се гради дивоградба со демант. Хуманитарни пакети доделени на семејство во социјален ризик од Охрид и Дебрца. Православните христијани преку страдалната недела се подготвуваат за Великден. Цврст отпад повторно завршува во канализационата мрежа. Нискоградба апелира на совесност. За најавените и за останатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровите, но топло денес во Охрид со пораст на дневните температури до максимални 16 степени во текот на ноќта кон четврток. Ведро или релативно топло време. Утре над најголем дел од Европа, односно во западна, северна, централна Европа и на северо-апенинскиот и балканскиот полуостров, умерено облачно и нестабилно време со дожд во останатите делови од стариот континент, стабилно со сончеви периоди. На балканскиот полуостров во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, но високи температури. Во јужните и источните делови сончево со локална облачност, максималните дневни температури од 11 до 21 степен Целзиусов. Во Македонија утре времето сончево и топло. Пораст на максималните дневни температури, ветерот ќе слабе, па ќе дува до умерен јужен и југозападен ветер, на југоисток слаб северозападен ветер кој попладне ќе премине во југоисточен. Минималните температури од -2 до +6, максималните од 16 до 23. Во Охрид во четврток сончево и топло време. Минималната 4, дневната 18 степени. Во петок умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимална температура од 13 степени, а во сабота претежно сончево време со локална облачност и топло. Максималната температура 15 степени. Во недела во Охрид умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и дневна температура од 15 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Без оглед, дали основате нов дом? Дали сте во пар? Или повеќе генерации обстојуваат во него? Најважни се условите во кои живеете, затоа што само енергетски ефикасниот дом е вистинскиот дом. Запознајте се повеќе со кампањата за колективно купување инвертер клима уреди и станете дел од енергетски ефикасната заедница. Дознайте повеќе на колективнокупување.мк или на 02 31 70 888. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа.
Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Еден ден во Центарот за репродукција на Европскиот елен во Националниот парк Галичица. Репродуктивниот центар е место каде живее Европскиот елен, кој со својот оригинален и привлечен изглед го носи епитетот крал на шумите. Тоа е вистинска атракција на Галичица. Стадото денес брои 100 единки. Репортажа на Сонја Рилковска. Чистиот планински воздух и прекрасната снежна гледка на надморска височина од 1600 метри на локалитетот Костовачило во Националниот парк Галичица ја надополнуваат моќта и убавината на природното богатство со кое изобилува планината. Се искачивме од страната на Стење, село во општина Ресен, вгнездено во источното подножје на планината Галичица. За време на патувањето по ново изградениот планински пат Галичица не плени со сета своја раскош. Магловито утро, но сепак пријатно и свежо. Поради снегот патувањето до Центарот за репродукција на елени го продолживме со специјално теренско возило за движење по снег. Репродуктивниот центар е место каде живее Европскиот елен, кој со својот оригинален и привлечен изглед го носи епитетот крал на шумите. Тоа е вистинска атракција на Галичица. Еленот се врати во Националниот парк во 2019 година, по неколку децении пауза, кога речиси беше доведен до работно истребување. Репроцентарот е опремен со модерна инфраструктура, карантин, хранилишта, поилишта, соилишта и наблюдувачници. 90 хектари се оградени со 2,5 метарска жичена ограда, која ги штити елените од опасностите од дивиот и суров свет. Лазе Ужановски, одговорен на репроцентарот како ренџер, работи долги години. Ги познава сите карактеристики на ова животно за кое вели дека е фасциниран од неговото достоинство и грациозност. Елените како да се навикнале на него. Тоа е еден од ретките кој го споставил таков однос со нив да може за миг да им се приближи. Значи ова година, четврта година поред ние, каде се одгледуваат европскиот елен, кој започнавме со 24 женки, 6 мажјаци. Али во моментов имаме околу 100 единки, која и ова година очекуваме да имаме принова околу 50 млади елени. Па некаде бројката ќе ја постигнеме околу 150, кој е во план ова година дел да се пуштат во природа. Во овој безбеден за нив простор елените развиле совршено чувство, кога треба да дојдат до местото за прихрана, но и страв при најмал шум да избегаат. Моментално стадото во оградениот простор во репродуктивниот центар брои 100 единки. Во објектот за складирање има кабаста и зрнеста храна, доволно за цела година. Ренџерите секојдневно ставаат храна во хранилките. Александар Гуговски, најмладиот ренџер во заштитените подрачја во државава, е голем љубител на планината. Со гордост во гласот се чувствува како раскажува за работата која извршува со љубов.
утро. Во периодот од 7 до 8 часот координативен состанок со раководителите, добивање задачи, после 8 часот заминување на терен за да се извршат дадените задачи. Секој ренџер го знае времето на почеток, на неговото работно време, но не го знае и крајот. За мене работата како чувар или ренџер во Националниот парк представува обврска, потоа приоритет за заштита и подигнување на едно високо ниво на заштитата во нашите предели. Националниот парк Галичица е прогласен во далечната 1958 година и од тогаш до денес функционира службата за заштита, или така наречената ренџерска служба, која има за цел да врши заштита на природата и природните вредности во Националниот парк. Јас и моите колеги ренџери сме поделени во неколку реони со цел да вршиме заштита на природата од противправни действија, како што се дрвократство, ловократство, узурпација на државно земјиште, дивоградби кои во поново време се позачестени, оттуѓување на минерали од границите на Националниот парк Галичица, како и заштита од собирање на билки. Ренџерската служба секојдневно е во посета на репроцентарот, каде ги извршува потребните активности. Покрај прихраната на елените се прави и проверка на оградата, поради нивната благосостојба и безбедност, а поставен е и систем на видеонадзор. Имаме заградена површина од 86 хектари, која е оградена со дрвени колци, метална ограда, која изнесува околу 5 километри. Овдека сме на место каде во зимски период ја извршуваме прихраната на тие елени поради временските услови, ради зимски услови и снег. Секој ден ни почнува со прихрана на елените, кои му ставаме житарици, дел сува трева или да кажеме сено. Со години наназад тревните екосистеми во Националниот парк Галичица се загрозени од напуштање на пасиштата. Со враќање на европскиот елен на падините на Галичица се овозможува природен циклус на испаша, зачувување на природните карактеристики на високопланинските пасишта, како и поголема заштита од пожари, бидејќи пасиштата нема да бидат обраснати со високи треви. На заминување ренџерите ги направија сите потребни проверки, за да бидат сигурни дека елените се безбедни да ја поминат ноќта во центарот до следното утро, кога повторно ќе дојдат за да им дадат прихрана. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков оствари средба со Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова. На средбата биле разменати информации за тековните и планираните активности на локалната самоуправа. Министерката Шукова информираше за начините на кои Министерството може да ја подржи општината во спроведување на проекти за заштита на животната средина со посебен акцент за заштита на УНЕСКО преку тековните програми на Министерството, како и важноста на проактивното учество на општината во идните активности, кои ќе се спроведуваат во рамки на регионалниот проект за цврст отпад, информираат од ресорното министерство. Оливер Цепенковски, собственик на парцелата спомната во дописот од граѓани преку рубриката "Ти си твојот град", објавени вчера дека се гради нова дивоградба во непосредна близина на Самуиловата тврдина, денеска со писмен демант ги отфрла како невистините наводите на граѓаните. Оливер Цепенковски спомнат во дописот од граѓани преку рубриката "Ти си твојот град", објавен вчера во писмен демант до нашата редакција, наведува дека целосно го отфрла како невистинит делот каде во дописот се вели дека се гради нова дивоградба после само 2 месеци од градбата на првата.
Укажувам дека на лице место воопшто не се вршат било какви градежни дејствија кои што се однесуваат на изградба на било каков објект, уште помалку објект без обезбедена соодветна градежна документација. Напротив, на лице место се преземаат градежни дејствија во насока на партерно уредување на недвижниот имот и негово оградување, што впрочем е уставно загарантирано право на секој сопственик на недвижен имот. Преземените градежни дејствија кои што беа извршени на терен се однесуваат на израмнување на теренот и поставување на подпорен ѕид со цел на спречување на понатамошно лизгање на земјиштето во соседните парцели и спречување на евентуална ненадомеслива штета, за што се поднесени соодветни пријави до надлежниот градежен инспекторат и Националната установа за заштита на културното наследство, Завод и музеј Скопје за поставување на камена ограда, се вели во демантот. Исто така, Цепенковски ги демантира изнесените наводи од граѓаните дека градежните активности биле изведувани на затскриен начин со поставување на предмети и барикади, како и дека било оградено местото со зелена мрежа. Сите преземени дејствија се врз основа на позитивните законски прописи и не постои никаква потреба од прикривање на овие дејствија, дотолку повеќе што ако навистина беа скриени, воопшто не би можело истите да бидат фотографирани, како што е направено од наводните загрижени граѓани, вели Цепенковски. Потенцира дека ги отфрла изнесените тврдења дека со неговите дејствија се манифестира самоволие, поигрување и подсмевање со инспекцијските служби и органите на град Охрид, како што обвинија граѓаните во дописот до медиумите. Јас секогаш сум бил насочен на почитување на сите надлежни органи и нивните вработени, како и на сите мои сограѓани, и никогаш сум немал интенција да функционирам надвор од предвидената законска рамка, а тоа се покажува и во моите напори да вложам дополнителни средства, се со цел соседните недвижни имоти да немаат било какви евентуални последици или штета, вели Цепенковски. Цепенковски додава дека правниот субјект Форт Кафе Доел Охрид, кој се споменува во писмата од граѓаните, нема никаква корелација со конкретниот случај со кој што се наведува. Според него, наводите на граѓаните се произволни и невистинити, се пласирале од едни исти лица со цел без докази да го нарушат неговиот личен углед и на правниот субјект Форт Кафе. Во пресред на великденските празници, членовите на невладината организација Македонски темплари, командерија Светинаум Охридски од Охрид, втора година поред одговорија на повикот на Црвениот крст за хуманитарна собирна акција по повод неделата на солидарност. Донираа пакети прехранбени производи за социјално загрозени граѓани од Охрид и Дебрца. Од Црвениот крст велат дека 600 семејства во моментов во Охрид и Дебрца имаат потреба од помош во храна, лекови, облека и средства за хигиена. Втора година поред како представниците на невладината организација Македонски темплари се одваа на повикот на Охридската организација на Црвениот крст, а по повод неделата на солидарност донираа 30 пакети со прехранбени производи за социјално загрозените граѓани од Охрид и Дебрца. Втора година поред, нашата организација одговара на повикот, односно на неделата на солидарност, со вкупно 30 социјални пакети на територијата на општина Охрид и општина Дебрца. Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани, сите организации, сите фирми да одговорат на вакви хуманитарни акции, што на тој начин се покажува нели големината на еден човек. Од Организацијата на Црвениот крст од Охрид велат дека добредојдена е буквално секоја помош. После пандемијата од COVID-19 и светската економска криза се намали бројот на вакви хуманитарни акции, но зрак светлина се хуманите граѓани и општествено одговорните компании од регионов, заедно со Организацијата на Црвениот крст, кои се тука секогаш кога е потребна помош, вели Ранко Кушиновски, психолог од Општинската организација на Црвениот крст од Охрид. Апелирам да кажам до сите хумани граѓани и организации кои што се во можност да помогнат исто со хуманитарна помош за социјално загрозените и ранливи категории на граѓани во Охрид. Ние значи како Црвен крст секојдневно ги обслужуваме во рамки на нашите можности, значи во однос на храна со која располагаме, во однос на облека, значи во однос на хигиенски средства, значи секојдневно ние обслужуваме одредена бројка кои што доаѓаат и бараат помош од наша страна. Има потреба и од лекови и од медицински услуги, значи. Да, во последно имавме и неколку транспорти, значи на пациенти, договарање за медицински услуги, односно медицински, како да кажам, захвати.
Според базата на податоци со која располага Општинската организација на Црвениот крст од Охрид, 600 семејства на територијата на општините Охрид и Дебрца живеат на работна сиромаштија и имаат потреба од помош секојдневно. Утре, од 11 часот на плоштадот кај Чинарот, ќе се одржи традиционалниот великденски базар, организиран од Општина Охрид во соработка со јавното предпријатие Градски пазар. Предвиден е концерт и музичко-сценски перформанс на охридските културно-уметнички друштва. На базарот учествуваат и земат сите заинтересирани фирми, занајдчи, сладкари, пекари, уметници, производители на охридски и македонски традиционални јадења. Во забавниот дел ќе настапат културно-уметничките друштва Гердан од Бисери, Гердан, Отекс, Фаланга, Филиграни, Илинден, учесниците на детскиот музички фестивал Распеано рибарче, малите звездички со К2, најмладите од детската градинка Јасна Ристеска и учениците од општинските основни училишта. Великденскиот базар ќе има и хуманитарен карактер и дел од собраните средства од продажба на производите ќе бидат донирани. Исто така, Општинската организација на Црвениот крст ќе постави свој штанд со кутија за донации за помош и поддршка на ранливите категории граѓани во духот на големиот христијански празник Великден. А православните христијани деновиве ја одбележуваат страстната или страдалната Велика седмица, последната недела од Христовиот живот. За секој неизин ден во богослужбените книги се зборува како за голем велики свет и во секој од нив во сите цркви се извршуваат посебни богослужби. Целиот богослужбен круг во годината е подготовка за Светата Велика Четириесетница која започнува после празникот Прочка се до празникот Цветници, а Светата Велика Четириесетница е подготовка за страстната или страдалната Велика Седмица пред најголемиот празник Воскресението Христово. За навистина почувствуваме што всушност црквата не поучува, што всушност славиме и празнуваме во тие денови, најдобре да бидеме присутни на светата богослужба, бидејќи самите богослужби всушност представуваат најдобра поука. Затоа што се она што се слуша, што се чита, што се пее на богослужбите, всушност ни ја пренесува пораката што во тој ден всушност празнуваме и славиме. Во страстниот понеделник црквата ни ја дава за размислување темата за бесплодната смоква осудена од Христа. Вторник е посветен на темата за мудрите девојки кои за разлика од своите неразумни сестри биле подготвени за Господовото доаѓање. Во среда вниманието е свртено кон покаената блудница. Службата ја нагласува разликата меѓу спасената грешна жена и погинатиот Јуда избран како апостол. Првата го дава своето богатство за Христа и ги бакнува неговите нозе, а другиот пак за пари го продава со целив. Треба да се трудиме и ние со милосрдието наше, секој да бидиме покај Христос, да го целиваме и да му благодариме за сето овој човеколюбив подвиг што го взел врз себе. Велики четврток е означен како ден на востанувањето на новозаветната пасхална жртва. На Велики петок Господ Исус Христос е осуден, распнат и погребен. Слегувањето во адот е на Велика сабота, а Христовото светло воскресение се случува на Великденската недела. Не треба да направиме голем подвиг, само да дојдеме во храмовите Божји, вели Отец Диме. Подвиг за да дојдеме во црквата е стварно едноставно. Преку молитвата, исповета, причеста, да се подготвуваме си овие празници и со срце и душа длабоко во себе да ги почувствуваме. Тука сме, отворени сме, самата камбана всушност представува повик на луѓето, затоа црквата ја измислила камбаната. Црквата пропишува во првите 3 дена на страстната седмица на часовите да се читаат сите 4 евангелија до местото каде што започнуваат Христовите страдања, а старозаветните читања се земаат од втората книга Мојсеева, од Јов и од пророците. Може да се каже дека како општа тема на првите 3 дена од страстната седмица се јавуваат крајот на светот и Христовиот суд. Утрените литургии обично се служат доцна навечера, на нив се пее посебен тропар. Цврст отпад и понатаму завршува во шахтите што доведува до запушување на канализационите линии. Екипите на јавното предпријатие Нискоградба извадија голема количина цврст отпад при вонредна активност за чистење на ревизиони шахти на улицата Даме Груев. Од предпријатието постојано апелираат за правилно депонирање на цврстиот отпад и дека не му е место во шахтите и канализационата мрежа, но совеста на граѓаните се уште е на ниско ниво.
Ваквото третирање на цврстиот отпад од страна на граѓаните и правните лица при вршење градежни работи доведува до запушување на канализационите линии, кое пак се рефлектира на нормалното третирање на отпадните води и појава на дефекти. Освен загрозување на здравјето на луѓето и животната средина, повлекува и големи материјални трошоци за санирање на истите, кое пак од друга страна значи и кратење на некои планирани инвестиции во инфраструктурата. Посочуваат од јавното предпријатие Нискоградба. Апелираат до граѓаните правилно да го депонираат отпадот, а доколку забележат вакви појави на улиците каде живеат, да ги евидентираат и да ги испратат на Facebook страната на Нискоградба. Следуваат вестите од светот. Руските стратешки ракетни сили извршија успешно пробно лансирање на интерконтинентална балистичка ракета, соопшти Руското министерство за одбрана. Од министерството објаснија дека целта на лансирањето, кој беше извршено на југот на земјата вчера, е да се провери способноста на борбената опрема за интерконтинентални балистички ракети и дека овозможува да се потврди исправноста на техничките решенија користени во развојот на нови стратешки ракетни системи. Во соопштението се нагласува и дека задачите за лансирање се целосно завршени, а припадниците на воените сили кои учествувале на вежбата целосно успеале да ги завршат поставените задачи. Најмалку едно лице загина, а неколку други се повредени, откако вооружен маж отвори логан во Вашингтон на погреб на 24 годишен маж кој самиот бил убиен во престрелка минатиот месец. Пугањето се случило по богослужбата за 24 годишниот Стефан Лемонт Керол, додека ожалостените напуштале погребалната куќа околу 12 часот и 30 минути. Нападачот отвори логан, пошто се дал во бегство, а полицијата трага по него. Полициските органи велат: за сега останува нејасно што го мотивирало пукањето врз толпата, семејството претходно побарало присуство на полицијата. Францускиот председател Емануел Макрон вербално беше нападнат додека држал говор во Холандија за време на дводневна државна посета. Макрон ја изложувал својата визија за еднината на Европа во Хаг, кога демонстрантите почнале да викаат по него: "Каде е француската демократија?" Извика еден од демонстрантите, додека друг разбил транспарент на кој пишува "Председател на насилство и лицемерието". Се чини зад протестот стојат противниците на контроверзните пензиски реформи на председателот, кои предизвикаа масовни протести во Франција. Илон Маск рече дека управувањето со Твитер е прилично болно во интервју што го даде за BBC. Предприемачот и мултимилиардер исто така изјави дека ќе ја продаде компанијата ако се појави сериозен купувач. Маск, кој е извршен директор на фабриката за автомобили Тесла и ракетната компанија SpaceX, го купи Твитер за 44 милиарди долари во октомври. Рече дека компанијата сега е приближно на нула, бидејќи повеќе до нејзини огласувачи се вратиле. Рече дека намалувањето на работната сила од нешто помалку од 8.000 кога ја купил компанијата на околу 1.500 не е лесно, призна дека не ги отпуштил сите, лично велејќи не е можно да се разговара со толку многу луѓе лице в лице. Заминувањето на многу инженери откако Маск ја купил компанијата предизвика загриженост за стабилноста на платформата. Маск призна некои пропусти, вклучително и падањето на локацијата, но рече дека падовите не биле премногу долги и дека страницата моментално работи добро. Што се однесува до верификуваните сини карлежи на платформата, Маск рече дека тие ќе бидат отстранети од профилите до крајот на следната недела. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно.